Се враќаме во студиото. Господине Несими, го начна господинов Лепавцов тоа прашање, значи ние имаме избори во април. Повеќе од известно е дека во следниве месеци ќе станеме полноправна членка на НАТО. Веројатно тоа ќе се заврши како и да е до март целата таа процедура, шпанскиот парламент и сето тоа. И доколку ние станеме, мислам ќе станеме полноправна членка на НАТО, доколку добиеме датум во март, дали тоа ќе биде еден многу силен ветер во грб на една политичка опција? Мислите ли дека и таа страна на проблемот ја гледа Европската унија? Или мислите можеби дека па и ќе го направат тоа свесно? Видите, сега многу незафално е што ние тројца сме тука и треба да дадеме, така да кажам, конкретни некои Па се обидуваме да анализираме, да. Јас лично не верувам дека до 6 месец во врска со датумот ќе имаме нешто ново. Лично не верувам. Одредување на датум до 6 месец ми е тешко дека ќе имаме. Добро, мислите ли дека и изборите може да се меѓу тие? И изборите и цела ова заврзлама која стана со non-paperот, со ставот на Франција и така натамо, сето тоа се сепак работи кои ќе завземат многу време и нема да биде концентрирано се во овој нашиот проблем, поготово што секогаш некои нови обврски ви се дават, да видиме како ќе ви поминат изборите, па после да видиме како ќе биде преносот на власта и така натамо, па потоа ќе одлучиме. Но без оглед и на ова членството во НАТО што нормално ќе биде, и во тие позитивни ставови, ајде, може би и датум одредување, лично мислим дека тоа многу нема да влијае со оглед на големите поделби во Македонија, зашто јас чувствувам дека еден дел, за жал, еден дел на населението апсолутно не е заинтересирано што ќе биде со еднината на државата, него се уште е забарикадирано во тој ров да името не го даваме. Така да, од тие причини, било што да имаме во наша полза од страна на Европската унија, па и одредување на датум, сепак овој другиот дел ќе биде многу јак. Тој се знае дека го поддржува и го води таа политика ВМРО, и Мицковски, и нормално и другите, не само Мицковски, но јас сметам дека еден ден и ВМРО, ете сега да ги добие изборите ВМРО и да направи влада, апсолутно нема да чепне ништо со Преспанскиот договор. Ако сака да чепне тамо, тогаш едноставно таа влада не ја сака својата држава, не ја сака Македонија. Затоа што тогаш веќе ќе излезат на површина други проблеми. Затоа што еден дел од населението тука нема да биде заробеник на желбите на една политичка партија. Односно, можем да кажем дека она действува не како политичка партија, него како политичка организација. И тогаш, ете, многу конкретно ќе кажам, ќе се зајакне албанскиот фактор и не ќе може ВМРО да го менува уставот, ај сега не беше ова, нема Северна Македонија. Ми разбирате? И албанците нема да толерират што ќе му текне на ВМРО, тоа треба да го направиме. Така да, јас сум убеден дека тоа што го кажува сега за сега ВМРО, го игра вешто, мора да им се признава, и све е тоа во полза на предизборието и политички. Добро, и господин Али Ахмети рече дека неговите услови за коалиција со идниот политички партнер се два: почитување на ранковниот и на Преспанскиот договор. Тука беше доста јасен.
Gospodino Tameti nikogaš nemal nikakvi uslovi, nego prašal nikoj, pogotovo za ovi raboti od državen interes za evropski integraciji i taka natamo, zato što gospodino Tameti beše vo koalicija so SDS, koga mi go dobivme status na zemlja kandidata. Poslije dojde VMRO, totalno se odalječi od evroatlantskite integraciji, budžetot, votekot na VMRO, budžetot za odbranata se namali na pola, a nikoj ne razgovareše za ime to za NATO. Dojde SDS i počna i NATO i go napravi. Nego praša togaš VMRO duj, što će pravime so ova, poslije nego praša niti SDS što će pravime so ova. Tako da, dobro, on normalno ima pravo da go kaže to, a i može da se drži do tije stavovi, no nema kapacitet, to je da narodu te drugo, ne toj, ne razbirate. Zašto utredenta i su referendum treba to promjena na ustavot da bide. Da li će sakat togaš Albancite da učestvuvat na toj referendum za promjena na ime to. Zašto se koji den nema da se bavime mi je so promjena na ime. Dobro, mislim дека тоа прашање е повеќе во рамка на само теорија, бидејќи треба и двотретинско мнозинство и бадентер за промена на уставот, значи може да се каже дека е невозможна опција. Господине Ружин, има кога зборуваме за видливото и невидливото во таа меѓународна политика, некако многу не зборуваме за влијанието на Соединетите Американски држави во целиот процес. Тие неколку пати дадоа и официјални изјави дека ќе разговараат сериозно со европските сојузници, ќе им го кажат значењето од тоа Северна Македонија да добие датум за преговори. Значи, тоа е во таа геостратешка констелација во однос на нашето влегување во НАТО, во однос на целиот пакет. Мислите ли сега дека тоа влијание ќе продолжи и понатаму се до исполнувањето на света? Прво, Соединетите Американски држави имаат многу мокно лоби во самиот Брисел и во Европската унија, но тоа лоби многу се подпираше врз Велика Британија. И ако анализирате внимателно, Обединетото кралство со децении е голем поддржувач на Република Македонија за членство во НАТО и Европската унија. Со Брекситот практично и ние губиме еден голем сојузник, но исто така свој сојузник губи и Германија, бидејќи се отвара простор за Франција, со оглед дека Велика Британија, барабар со Франција е членка на Советот на безбедност на Обединетите нации и единствената, заедно со Франција, исто така нуклеарна сила, значи сила која тежи во рамките на Европската унија. Со оглед дека тие постојано се соочува со францускиот обид за лидерство, овој пат Европската унија без Велика Британија и отвара простор на Макрон и на неговата политика, но исто така и Германија губи сојузник, бидејќи со една Велика Британија полесно можеше да се спротивставува на Париз. Затоа се смета дека можеби на известен начин се намалува влијанието на Вашингтон во самиот Брисел. Од друга страна, членството на Македонија во НАТО е многу битен елемент. Се надевам дека до март-април тоа ќе се реализира со оглед на мощне комплексниот процес и во самиот шпански парламент, но тоа пак отвара простор како и за сите досегашни држави од посткомунистичкиот свет. Најнапред тие станаа членки на НАТО, а потоа на Европската унија. За жал, некои од нив многу порано ги почнаа
преговорите со Европската Унија. За нас тоа е уште еден адут дека ќе се отпочне, дека може да се отпочне со преговорите, бидејќи еден од критериумите и на новата методологија е безбедносната димензија и исто така она што пред малку го поставивте како прашање на Лепавцов. Билатералните односи, односно квалитетот на билатералните односи се значаен сегмент, значајна алатка на новата методологија. Со други зборови, не примаме во Европската Унија, нити сакаме да почнеме разговори со држава која што има билатерални проблеми со сосед. Особено ако тој сосед се вика Грција и ако е членка на Европската Унија. Со други зборови, доколку дојде до политички промени, иако јас не верувам, и доколку Мицковски стане премиер, не може да помисли на никакви промени, не само ова што Махи ги зборуваше технички прашања, туку дури би рекол идеолошки прашања. Да се разбереме, ниту јас лично сакам да се викаме Република Северна Македонија, иако не викаат северџани или некој таму. Меѓутоа, треба да имате реален пристап. Многу аналитичари ги анализирале масите, однесувањето на толпата, манипулацијата со нив. Најлесно е да манипулирате маси со такви чувствителни прашања. Као ние ќе смениме, ама вие гласаете за нас. И кога ќе дојде после, каде е смената, нема. Затоа мислам дека треба да имаме еден реалистички пристап. Преспанскиот договор е наша трамбулина и за во НАТО, и за Европската Унија. Тоа е тоа, завршена е приказната. Може би, за некој, не знам, 2, 3, 5 децении, кога ќе се подобрат толку односите, па ќе кажеме и не е битно тоа, тогаш нити за Атина ќе биде битно, дали се викаме Северна, Јужна или едноставно Македонија, но тоа ќе биде еден нов свет и мислам дека можеме да со сигурност да кажеме дека Преспанскиот договор е навистина нешто што е неопходно и да му се даде омаж на Заев што имаше храброст тоа да го направи. Историјата тоа ќе го повтори и ќе му даде еден ден аплаузи, иако денеска многу има што тоа не се согласува. Иако не доби Нобелова награда. Па слушате, Нобелова награда не добија други причини. Добро, нас, значи, практично не истече времето. Господин Лепавцов, ве молам за еден блиц, краток одговор, ми остане неодговорено, во однос на новата методологија и на пристапот кон Балканот од страна на Франција. И денеска и господинот Вархеј го зборуваше тоа, многу се зборува за тој економски пакет, вели нема да биде само преговори, проширување, туку економски пакет, ќе ви придеме економски, мора да го намалиме јазот меѓу вас и нас, но мислите ли дека се работи за искрена заложба на Европската Унија или како што некои велат, тоа ќе бидат пари за залажување, за приближувањето да не биде доволно брзо, туку ќе ви дадеме пари, просто кажам. Па, вака, значи, тоа не е една изјава денеска која сте ја приметиле, да, јас ја приметив, не би можел да кажам... Но и господин Макрон зборуваше исто за тоа и претходно, не е ново тоа нешто. Да, сега ќе одам малку назад, да бидам пократок. Значи, конективити агендата на поврзаноста, регионалната економска зона, и сега да речеме ова што денеска се спомна, па и она некоја конкретна сума слушнавме, може да се каже дека ова одлагање, да речем, во динамиката на евроинтегративните процеси, ќе биде на некој начин компензирано со зголемување или па со забрзување, да речем, на оние финансиски инструменти што веќе се установени. Тоа се ИПА инструментите кои има пари алоцирани за Македонија и за сите други држави, така да веројатно ќе очекуваме да ти одат побрзо. Исто така и треба да се дава акцент на тоа дека треба да и инфраструктурно повеќе да се поврземе, но и да бидеме подобро економски поврзани, тоест да имаме поголеми економски перформанси. Значи тоа од нас ќе се очекува и ќе се потенцира тоа се повеќе во следниот период. Да. Така да за мене тоа не е изненадување, тоа е добро.
на тоа треба државите од Западниот Балкан да одговорат соодветно. Значи да бидат спремни на тоа, да изработат проекти и да можат да ги црпат парите што поефикасно. Да. Добро, господа, ви благодарам на сите за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма.